Добре дојде во студио за професор Мирјана Малеска. Добре дојде за Едмонд Адеми, политички аналитичар. Ве молам оценка генерална за извештајот на Европската Унија, на Европската комисија за напредокот на Македонија. Иако не станува збор за напредок, судејќи според извештајот, критиките, реакциите, не само на еврокомесарот Филе, опозицијата, во услови кога регионот граби напред, кога Македонија влезе во пакет веќе со Босна и Херцеговина, Македонија е во статус кво позиција. Па вака, извештајот содржи многу критика на она што не е направено, на проблемите во оваа држава, посебно ги акцентира судството, медиумите, с парламентот, меѓутоа се на се на крај препорачува да се да се прифати извештајот и со тоа сметам дека сепак Европската комисија прави еден обид да не турне напред. Што и влева надеж на Европската Унија дека Македонија 5 години добива препорака, што и влева надеж дека сепак ќе започне преговори, дека ќе се реформира земјата. Каде во владењето на оваа власт, на премиерот Груевски, на неговата влада, таа гледа оптимизам и надеж? Ако го гледате генерално извештајот како таков, ќе прочитате доста забелешки и критики во многу сегменти. Меѓутоа, во ниту еден од тие не се гледа, или барем сето тоа е така фино во обланда, камуфлирано, со завеса околу, колку и да се гледа, ама да не биде толку страшно. Мислам дека и професорот Малевски на една изјава за вас рече дека толку му беше тешко на Фуле да најде позитивни зборови, се мачеше, во смисол за да ја оправда зашто по пети пат даваат препораки. Но гестикулацијата покажа, да. Иако и го слушате Филе и извештајот генерално, се на се сведува околу името. И на некој начин тие мислат дека оваа влада, овој премиер, може и би требало да биде тој кој ќе стави точка на прашањето за името, и затоа на некој начин сето тоа другите проблеми ги затвараат или ги обландираат или ставаат фил малку колку да не изгледа толку страшно колку што реално е. И ако ја слушавте изјавата на премиерот, негова прва реакција беше до Грција, во смисол Кочничарот од Грција и токму заради тоа не добиваме препорака. Во ниту еден збор, во ниту еден сегмент не рече дека ќе работиме во подобрување на Тој вели со години и оваа година ништо не прави, значи 5 години поред. И сега се поставува прашање тако 5 години го зборите поред истото, а ништо не правите во тоа. Тогаш изгледа како демагогија. Изгледа празен вокабулар, и клучното му беше Кочничарот Грција, иначе ние би отишле напред. Верувајте, да го нема прашањето на името. Еве, да го нема меѓу нас и Грција. По основ на овој извештај, оваа година, со сите оние критики, и доколку би биле малку по-конкретни, по-отворени, по-искрени овие од Европска Унија, ние не би ги почнале преговорите не заради името, туку заради многу други прашања, проблеми со кои се соочува столбовите на демократијата се разнишени. Моето прашање е тогаш што и влева на Европската Унија надеж и оптимизам дека премиерот Груевски сепак би го решил името. Па тие ми се чини европската политика, европските политичари не гледаат дали од дека Груевски или некој друг, малце гледаат од поголема дистанца, од висина, што се вели на регионот. Тие се заинтересирани овој регион што поскоро да се интегрира во Европска Унија. Тие знаат дека доколку не стегнат уште повеќе со некои барања во смисла отварање на ова поглавје, решавање на овие прашања, па следното и така натаму, дека ќе се разлабавиме, едноставно кога немаш цел пред тебе, нели, кон која се стремиш, ќе стоиш во место, односно ќе назадуваш.
Меѓутоа знаат дека не може цивилизацијски да оди понапред регионот додо што оди. Слобода на медиуми, квалитетно образование, независно судство, како преку ноќ. Еве, и да има, да речам, соодветни прописи, макар да не се сите критериуми усвоени. На демократијата и треба време. И треба време. Но тоа, од друга страна, не е извинување ништо да не се прави. За мене е ова многу добро, што не стегнале што ние самите прво сакаме да сме дел од Европска Унија. Тука нема поделено мислење меѓу водачите на политичките партии. Говорите за какво учество, каква партиципација во Европската унија? Па за приближување не може, нема формална, затоа што ние треба да исполниме одредени услови, одредени задачи. Но ако не се исполнуваат услови, тогаш како велите ние стремиме, сакаме да бидеме дел од Европската унија? Така, ние сме се декларирали и сме почнали. Но сакам да кажам декларативно сакаме. Не. Суштински прави обид ова општество во целина, да кажам, власта пред се најодговорна е, прави некои обиди да се помести. И тоа е и регистрирано во извештајот таму каде има поместување, но има сериозни заостанувања. Едмон Тадемин пред неколку дена, пред да биде врачен извештајот, ја повика опозицијата да го запали извештајот. Која беше поентата? Сите се фатија за поскриптумот, пошто тоа беше дел од поскриптумот. Поентата беше во друго нешто, пошто пред поскриптумот токму оно што претходно го кажав, значи се става завеса околу сите други прашања, проблематични, кои се задржават и се покриваат сите по однос на името. Јас не очекувам дека Европската Унија ќе ги решава нашите проблеми внатрешни по сите права. Меѓутоа, она што очекуваме да не поддржува, значи политики кои водат во негативна насока. Затоа реков дека нивниот прогрес е наш регрес. Се додека преќутуваат. И ако на крајот на краиштата, еве го извештајот, барем во делот за политичките, ако го гледате, вие многу малку имате конкретни пораки, јасни пораки до власта. Вие немате ништо, нигде не се спомнува случајот за Кежаровски. Во делот на објаснувањето се дека веќе бил напишан извештајот. Ниеден збор немате за Никола Младенов. Вие немате ниеден збор за политичките затвореници кои извештајот на Стейт департментот јасно и гласно ги нотираше. Вие немате за новинарите барате диалог за 24-ти после ЗНМ да се врати, а имавте ситуација 24-ти кога ги збрка, па после процесот за донесување на закон за медиуми начинот како власта и сега вие сакате ЗНМ да се врати без јасна порака што е што. После во делот имаше еден дел околу detention, притворење. Само е дефинирано дека притворот треба да биде во линија in line with, во согласно со Европската конвенција за човекови права. Ниту еден друг збор дека за мене ќе беше коректно од Европска унија, пошто сите сме свесни како се злоупотреба, случајот Кежаровски еден од тие примери, ги има доста, дека има злоупотреба. Ја не викам дека Европската комисија не е свесна за сето ова. Прашањето е Предпоставувам зашто ова е Зашто благиот речник? Зашто благиот речник е затоа што Европска унија, подносно комисијата, сака што побрзо прашањето за прогресот на Македонија од свој терен да го префрли на земјите членки. Ја разбирам, нетрпеливи сме ние би сакале најмногу некој друг да ја каже на оваа власт све во лице што не чини. Европската, за разлика од Америка, Европската унија е сепак една сложена заедница. На крајот извештајот е резултат на повеќе луѓе од повеќе земји кои што мора да се усогласат околу тоа како гледаат на Македонија. Иако можеби нема во детали критика, има многу остра критика, многу. И, например, селективна правда, па сега што да ни кажат од Европска унија, селективна правда, значи замислите, тоа е демократијата е поставена на лоши основи, бидејќи ако нема правна држава, зашто зборуваме тогаш? Правдата да важи за сите. Понатаму, пристрасно судство.
од тоа поголема критика, не знам како, со кој речник, да биде дипломатски, нели, треба да се каже дека во оваа земја нема суди кои се независно судство. Што исто така судството, независното судство е темел на демократијата. Тоа го е размрдано. Да. Понатаму голем број жалби на пресудите. Понатаму во врска со судството, дека пресудите директно влијаат врз напредокот на судиите. Значи, ако судијата суди така како што му се рекло, да кажам, и донесе таква пресуда, нали, не мора ни директно никој да му каже, тој самиот знае. Свесен е дека би напредувал во скалилата во институцијата. Тоа влие директно на напредокот на судиите. Значи, според мене има многу остри критики во извештајот, меѓутоа, како што реков, не може што да направат, да не уништат. Точно е дека има доста критики, точно дека овој извештај во споредба со претходниот и предпретходниот, значи се по негативен и понегативен. Меѓутоа тоа е јазик кој го разбира, можеби ние го разбираме кога ги читаме. Општата јавност, кога даваш препорака, вели окей, значи све е добро, значи тоа мора некако, ако можеби не Европската комисија, меѓутоа мора јавноста, институциите, опозицијата пред се да го симплифицира јазикот дипломатски и да го објасни со конкретни примери и аргументи што тоа значи. Добро. Што